I was 38 years as a steel contractor, building constructions. 38 години работев во градежничка фирма за градежништво со челик. And one of our projects was to build a prison for young people. И еден од нашите проекти беше да изградиме затвор за млади луѓе. And during that process, I began to ask a question of myself: why are these young people coming to this prison? И за време на таа изградба почнав да се прашувам зошто овие млади луѓе завршуваат во затвори. What is their story? What happened to them? Која е нивната приказна? Што се случило со нив? And after the prison opened up, I found a group of men who were training to go into that facility, Christian men. И откако овој затвор се започна со работа, се придружив на една група на луѓе кои одеа и служеа во тој затвор, христијани. And to provide something for them that they never were experienced in their lives. И да им обезбедат нешто што тие никогаш затворениците не го искусиле во својот живот. 95% of those young people 95% од тие луѓе, млади луѓе во затвори, never had a father. Никогаш немале татко. And so when we go in, this group of men we go in with, we bring two things to them. И со оваа група луѓе христијани со кои што јас се приклучив, носевме две нешта во затворот. We bring to them an example of fatherhood. И носевме пример за тоа што значи да се биде татко, татковство. And we bring them an example of what it is to be a man in God's eyes. И исто така пример за тоа што значи да се биде човек во очите на Бог. And when we build a friendship with them, a relationship, и како што ја изградувавме градевме нашиот однос со нив, една врска, we share the gospel of Jesus with them. Споделувавме и евангелието на Исус со нив. And then we were able to introduce them to the perfect Father. И со тоа можевме ние да ги запознаеме нив со совршениот наш татко. And so that's I've been now in that prison for 21 years. И во тој затвор јас служам веќе 21 година. And I was telling Mite that this last July и му кажував на пастор Мите дека овој минатиот јули we baptized 12 young boys. Ние покрстивме 12 млади деца, момци во тој затвор. So God is at work in that prison. Па со тоа и сакам да ви кажам дека Господ работи во тој затвор. So today I want to talk about orphans and fatherlessness and the church and how does it all fit together, you know? И денеска сакам да зборувам за децата без родители, оние што немаат татковци и црквата и како сето тоа се вклопува во една целина. And earlier she read from Psalm 68. И претходно Тина прочита од Псалм 68. Yeah. And I wanted to just pick up on two of the verses. И сакам да се навратам на два стиха од тој псалм. These two verses establish how God looks at the orphan child. Овие два стиха ни даваат основата, представата како Господ гледа на сираците и сираците. He expresses his fatherhood over them. Тој го покажува неговото татковство, татковата љубов кон нив. So Psalm 68 verse 5 and 6. Псалм 68 ќе прочитаме уште еднаш стиховите 5 и 6. Татко на сираците, бранител на вдовиците, тоа е Бог во своето свето живеалиште. Бог им дава дом на осамените, со песна на устните ги изведува поробените, а во пустинската жега ги остава бунтовниците. So we see that it's God's intention, his design. И гледаме дека дизајнот, намерата на Бог, that children be raised in families. Да децата бидат да растат во фамилии, да бидат израснати во здрави фамилии. A biblical family provides love, permanence, and an introduction to the plan of salvation of our Lord Jesus Christ. Една библиска фамилија, една фамилија која го следи Христос, обезбедува љубов и една стабилност и правилна насока во христијанската вера, во нашиот однос со Бог.
In addition, the family provides a safe transition from childhood to adulthood and a successful life. Исто така, овие фамилии обезбедуваат здрав премин од детство во младост и кон возрастен зрел живот. And that success would be presently on earth and eternally in А heaven. тој успех во овој премин ќе биде и на оваа земја, но и во вечноста на небото. And we see God at work in using abandoned children and orphans to do miraculous works, especially in the Old Testament we see И this. гледаме како Бог ги користи сираците во Стариот Завет, можеме да видиме на прекрасни начини како ги искористува. You all know the story of Moses. Ја знаете приказната за Мојсей. His parents were forced to abandon him. Неговите родители биле приморани да го напуштат. It was either the soldiers were going to kill him or they were going to abandon him into the river. Имале две опции, или да го остават војниците да го убијат или да го пуштат по реката. And when Pharaoh's daughter picked up that baby, И кога ќерката на фараонот го земала бебето од реката, why is this baby crying? и се прашала зошто ова бебе плаче. And then something happened to Pharaoh's daughter. И тогаш нешто се случи кај фараоновата ќерка. Oh, I feel like a mama. I want a baby. Да, се чувствувам како мајка, сакам имам едно бебе. And she fell in love with Moses as her И child. го засака Мојсе како свое собствено дете. And it says in the book of Acts that she raised her adopted son Moses as her own child. И пишува во книгата, во излез, дека она го засака Мојсе како свое собствено дете и го израсна како така. So, and we all know that Moses became the champion of Israel and brought the children of Israel out of slavery to the promised land. И знаеме дека Мојсей беше оној кој го изведе израелскиот народ надвор од Египет и низ пустината. And we all know the story of Hadassah. Исто така има уште една приказна, сите ја знаеме, приказната за Хадаса, Better known as Esther, the book of или Esther. книгата на Естир, на Естира. And she was in the land of Persia in captivity for the 70 years that Israel was taken away. Таа живееше во Персија, додека Израел беше под персиското робство, вавилонското робство. And both of her parents died. И незините родители починале веќе. And she was an orphan girl. И таа беше сирак. And her older cousin Mordecai. И нејзиниот возрастен чичко или роднина Мардохеј, Мардохеј. And he saw her condition. И го ја виде нејзината ситуација, состојба како сирак. And he says, I will be your father and you will be my daughter. И рече, јас ќе бидам твој татко, а ти ќе бидеш моја ќерка. He was not going to leave her to be an orphan child and abandoned. Немаше да дозволи да остане таа сираче и напуштена. And we know that the story of Esther and her father Mordecai. Esther became a queen, and through that position, И знаеме дека Естира со помошта на Мардохеј таа стана и кралица во Персија. she was able to interrupt an evil plot. И со таа позиција која Бог ја даде, таа можеше да го превенира тој злобниот план за истребување на евреите. That would have killed all of the Jewish people in the captivity. Да, што би со кој би сите евреи во робство би биле убиени. So again, God uses an orphan child adopted in and uses that situation, the father and the daughter, in a miraculous way. И Бог ја користи таа ситуација на сирак на еден прекрасен, навистина чудовневиден начин. And another example I will give you is the adoption that Joseph provided for Jesus. И уште еден пример кој што го гледам во Библијата на дете сирак е ситуацијата на Јосиф кога го посвои бебето Исус. Joseph had a decision to make. Јосиф имаше една одлука која треба да ја направи. When Mary was pregnant, Кога Марија беше бремена, he could have walked away. можеше едноставно да си замине. But when the angel spoke to him Но кога ангелот му проговори and told him what God wanted him to do, и му кажа што Бог сака да направи, he was obedient.
Тој беше послушен and he adopted Jesus. и го на некој начин го посвои Исус. And of course, that was the greatest of all miracles that history has ever had, И тоа беше најголемото чудо во историјата на човештвото, the forgiveness of sins of all mankind. простувањето на гревовите на целото човештво. So, we see God's his heart towards orphans. We see how God uses orphans and adoption, and that we are to be involved, and God's people have been involved through the years. И го гледаме ставот на Бог за сираците, за како сака ние да бидеме вклучени и како тој бил вклучен во Библијата и како низ целата историја и луѓето христијани биле вклучени во грижата за сираците. So, if God is a father to the orphans, does that mean that where does that put us? What И are we? ако можеме да речеме дека Бог е татко на сираците, тогаш каде се наоѓаме ние? Што можеме да кажеме за нас? Jesus spoke these words, I think, in John chapter 14, where he says, "If you love me, Во Исус кажа во Јован 14 глава дека ако ме сакате, ќе ги следите моите заповеди. you will obey my commandments." Да, ќе ги следите моите заповеди. And if you do that, И ако го правите тоа, I and my Father will come and live inside you. Јас и мојот татко ќе дојдеме и ќе живееме во вас. So now we have God living in us И ние сега го имаме Бог кој живее во нас by the Holy Spirit, преку Духот Свети, and we become the body of Christ, и со тоа ние стануваме телото на Христос, the human, fleshly representative God on earth. човечки од месо односно представници на Бог. So in regards to Psalm 68, 5 and 6, И кон осврт кон Псалм 68, 5 и 6 стих, we are now a father to the fatherless, ние сме со тоа татковци на сираците, a defender of widows. бранители на вдовиците. And we place the lonely, the orphans, the fatherless, И ги поставуваме осамените сираците и вдовиците in families. во фамилии. Okay, this is us. And the book of James gives a very short instruction. Во книгата на Јаков можеме да најдеме многу кратки упатства, можеби. James chapter 1 verse 27. Јаков Chapter 1 Јаков прва глава, verse 27. 27 стих. Чиста и непорочна вера пред Бога Отецот е ова: да се грижиш за сираците и вдовиците во нивните маки и да се пазиш да останеш неоскврнет од светот. So from this verse we understand that we're supposed to do something. Од овој стих ние можеме да видиме дека треба да правиме нешто. And it has to do with caring for orphans. И тоа нешто значи нешто во врска со грижење околу сираците. But it's not real detailed, and maybe it doesn't really tell us exactly what to do. Но не е баш детално кажано што точно ние треба да правиме. So we'll take a look at it in 3 parts. Ќе го разгледаме затоа во три дела. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. Религија која нашиот татко ја прифаќа како безпорочна и безгрешна е следнава. So in this context, religion is what we do every day, how we live as Christians. Во овој контекст, под зборот религија се мисли што ние правиме секој ден, како ние живееме како христијани. What our neighbors sees us, how we live. Како нашиот сосед не гледа на нас како ние живееме. People in the community see us and what we do. Луѓето во нашата заедница не гледаат што правиме. When we're at school, Кога сме на училиште или на работа. when we're at our jobs, На работа, да. it's what we do, what people see us, what our activities are. Тоа е, значи под овој збор се мисли како луѓето гледаат на нас, на нашите активности, како ние се однесуваме и што правиме. And these activities represent our relationship with God. И овие активности го представуваат нашиот однос со Бог. Because God says this is pure and undefiled religion, this is
identifying how God feels about religion, not what the world says about religion. И под овој збор може да разбереме како Бог гледа на зборот религија, не како светот гледа на религијата, туку како Бог ја гледа религијата како света и непорочна. Okay, part number 2. Во вториот дел, To look after orphans and widows. да се грижиме за сираците и вдовиците. And for right now, we're just going to talk about orphans. Сега за сега ќе се насочиме само кон сираците. So we're to look after them. The various translations say to visit, to care for, take care of orphans. И тука се, ако најразлични преводи укажуваат на начинот на кој што треба да се грижиме, тоа е да ги посетуваме, да се на некој начин да им помагаме, да се грижиме за нивниот раст и развој. But the verb in the Greek language, the original language of the Bible, Но во оригиналниот збор на грчкиот јазик, that Greek word is episkeptomi. Грчкиот збор е епискептоми. Episkeptomi means to inspect, like investigate. Епискептоми значи да истражуваш, да детално да наблюдуваш. And then to choose and select a plan. И потоа внимателно да одбереш, од повеќе избори да решиш ова е правиот пристап. And then take that plan and remedy the situation, fix it. И со тој избор, тој план да го направиме и да решиме овој проблем. It's the same verb used in Luke chapter 1 verse 68. Во Лука првата глава 68 стих се користи истиот овој збор. It's Zechariah's prophecy, and it's about God has come and visited his people and provided redemption for them. Кога се зборува за тоа дека Бог дојде преку пророкот Захарија, преку пророштвото на Захарија, Бог дојде и го посети својот народ и им обезбеди откупување. So God episkeptomi us. Така со тоа Господ го употребува сега Ерик тука зборот епискептоми кон нас. Значи Бог, односот на Бог кон нас беше опишан преку глаголот епискептоми. He saw our sinful, hopeless condition. Бог ја виде нашата грешна и безнадежна ситуација, позиција. He had a plan to redeem us and bring us back. Имаше целокупен план како да не откупи, да не врати кон себе. And when Jesus came and was placed on the cross, he remedied our problem. И кога Исус дојде и беше распнат на крстот, тој го реши нашиот проблем, го излекува на некој начин. So the last part of this, part 3, is in their distress. И третиот дел на стихот во Јаков што го прочитавме, вели во нивниот повик на очај, само еден точно како беше. Во нивните маки. So we all know that children who are orphaned, any child needs a roof over their head, they need food. Знаеме дека сите деца имаат потреба од тоа да имаат кров над главите, да имаат храна и облекло. But that's not the distress that is spoken of here. Но тоа не се маките или поточно преведено во англискиот збор е некако како повик кон очај. The greatest need of an orphan child is belonging. Најголемата потреба на еден сирак, на едно дете осамено е тоа да припаѓа некаде. Belonging it's in our DNA. Да ние припаѓаме некаде е вградено, запишано во нашите ДНА. Everyone in this room, everyone in Skopje Сите ние овде, сите во Скопје, во светот имаат потреба да го најдат своето место, да припаѓаат некаде. The orphan child says, I need a father, I need a mother. Сираците велат, мене ми треба татко, мене ми треба мајка. I need a
home that I can say that's where I live. Ми треба дом за да може да кажам таму јас живеам. I have a name, and my father and my mother, they know my name. Јас имам име и мојот татко и мојата мајка го знаат моето име. Jesus told the disciples in John chapter 14 verse 18. Исус им кажа на своите ученици во Јован 14 глава 18 стих: I will not leave you here as orphans. Нема да ве оставам овде како сираци. I'm coming back for you. Ќе се вратам кон вас. And that's a promise for us. И тоа е Jesus is coming ветување, back for us. тоа е ветување за нас дека Исус се враќа по нас. But it's interesting if you look at the Greek word orphans, it's orphanos. Грчкиот збор за сирак е орфанос. And orphanos and comfortless are equal terms. Зборот орфанос или сирак и тоа да немаш комфорт, да си без комфорт, без удобствие, се е истиот збор. In the King James Version, they actually use the word, I will not leave you comfortless. Во преводот на King James се користи токму тој збор во овој стих во Јован, дека Исус вели нема да ве оставам во без удобствие. Немаме ние таков конкретен збор. So if the condition of the orphan child is comfortless, И ако позицијата на сиракот е оваа состојба на без комфорт, and Jesus reassured us by saying he's not going to leave us in a comfortless orphan и condition, Исус не охрабрува, не осигурува дека нема да не остави такви, we should have that same mindset треба и ние да го имаме истиот ум во него. that we will not leave orphans in an abandoned, comfortless condition. Дека и ние не смееме да ги оставиме сираците во напуштена и безкомфортна позиција. So whenever possible, we need to do episkeptomy, we need to go investigate and inspect. И секогаш кога е можно, ние треба да одиме да епискептоми, да истражуваме, да наблюдуваме. And like I tell men who want to come into the prison and see what we do there. И како што им кажувам на луѓето кои сакаат да дојдат во затворот со мене и да видат што ние правиме таму, They say, well, do I need to study something? Do I need a certificate? Do I need some kind of qualification? прашуваат најчесто дали треба нешто да научам претходно, некој сертификат или квалификација за да можам да го посетам затворот. I say, well, are you a Christian? И јас ги прашувам прво, дали сте христијани? Are you a man? Дали сте човек? And I said, that's all you need, just show up. Тие две работи се единствено потребни и само единствено појавете се. So the children in the orphanages, the children in the small homes, children's homes, И децата кои растат во овие домови за деца, they need friends to visit them. на нив им треба пријатели, луѓе кои ќе ги посетуваат редовно. They need men and women who will come in and show them what fatherhood is like and what motherhood is like. На тие деца им е потребно најпрво мажи и жени кои ќе ги посетуваат и ќе им покажат што значи да се биде мајка и татко, да разберат тие деца. Они не знаат што е мајка и што е татко. Most of Macedonia, most of Skopje, Поголемиот дел од Македонија и од Скопје, they're not thinking about what is happening to that orphan child today. тие воопшто не во нивниот ум не паѓа таа мисла што се случува со сираците денес. And it's the same in every country in the world. Тоа е исто и во секоја друга земја во светот. But the Christians, Но ние христијаните, the believers in Jesus, ние кои веруваме во Исус, the body of Christ on earth, телото Христово на оваа земја, we need to bring the love of God to these children. ние треба да ја однесеме Божјата љубов кај овие деца. It starts by prayer. Тоа почнува со молитва, Begin praying for the orphans every day. да се молиме за сираците секој ден. God will protect them. Бог да ги заштити. A lot of abuse occurs in Има многу orphanages. злоупотребување кои што се случуваат во овие домови. And ask God what part of this ministry that you want me to be in. И да бараме од Господ водство во кој дел од оваа служба ние да се вклучиме.
There is visitation and befriending the orphans. Постои најпрво едноставно посета и дружба, да се здружиме со нив, да ги запознаеме и они да не запознаат. You can register for guardianship. Може да се регистрирате за старателство. And what we say the gold standard is to adopt. И највисокиот стандард е да се посвојат овие деца. So may the Lord bless you and give you wisdom and speak to you in your heart how He would have you reach out to the orphan child. И нека Господ ве благослови да ве досегне, да ве упати како вие сакате да им помогнете на овие деца, на кој начин. Because you don't know if there's a Moses over there. И не знаете дали таму има некаде следниот Мојсей or Esther, или Естира, just waiting to be raised up to do miraculous things. кои што едноставно чекаат да пораснат, да бидат израснати и да направат чудесни работи за Македонија. Should you choose to go into the orphanage, Ако одлучите да одите во домот за деца, you will see that it's a little crazy. ќе видите дека малку е лудо таму, на позитивен начин лудо. And that children who are come into guardianship or adoption, Луѓе кои стануваат старатели и деца кои што одат да живеат кај нив, those children have experienced wounds in their childhood. They've been traumatized. They've experienced traumas. The children. Децата кои што се изнесени од овие домови и одат да живеат кај старатели, тие веќе во тој момент имаат претрпено неколку трауми во нивниот живот. And so it takes some time to get used to the children, win them over, but ultimately there needs to be healing in their hearts to restore them. Треба да се биде многу внимателен како им се пристапува на тие деца и како треба да се комуницира со нив, но крајната цел е дека тие треба да бидат обновени, излекувани од сите тие трауми кои ги доживеале. And we are part of that healing process. А ние сме дел од тој процес на лекување. Thank you. God bless you. Слава на Бога.